уште една супер празнична атмосфера и едно прекрасно женско умно друштво е собрано овде на најубавата и најшарената наша библиотека Приказна. Како што забележувате, ние сме веќе подготвени да ја доживееме онаа прекрасна новогодишна атмосфера заедно и се разбира да ја споделиме со вас. Капите на нашите глави и овај другар наш Дедо Мразовски, кој што не е вистински, но не подсетува дека кај да е деновите се одбројуваат, часовите се одбројуваат и ние сме во голема возбуда и еуфорија и исчекување за сето она што треба да следува. Јас предлагам дека е вистинско време за овој голем и свечен момент. Дали сме ние звезди мои, најубави звезди на наша ТВ, подготвени да го напишеме со собствени раце писмото за Дедо Мраз? Да? Јас предлагам дека овој голем и свечен момент во име на наша ТВ и на моите звезди, а и на сите фанови на Звезди и Приказни, да му напишеме на Дедо Мраз се што ни лежи на срце. Што ни лежи на срце, а треба да го информираме. До каде сме стигнали, што сме стигнали ние со сите наши достигнувања и постигнувања оваа година, за да можеме да се синхронизираме со желбите и можностите, бидејќи нашите желби и можности секогаш не се поклопуваат. Не заеднички од сите три ќе биде оваа желба. Важи едно убаво и кратко искрено писмо ќе му напишеме на нашиот Дедо Мраз, но само почекајте ме една секунда да го земам специјалниот молив, има еден специјален молив што ги исполнува сите желби. Етка сузе одма ќе дојде, важи? Еве го специјалниот молив за кој што ви зборува, така, кој што Анџела минатата нова година и го подари на Матеја, така беше нели Анџела? Ти секогаш подаруваш специјални подароци, супер. Значи, ова е специјалниот молив за кој што сум убедена 100% дека се што ќе му напишеме тој многу сериозно ќе не свати и ќе ја исполни нашата желба. Значи, пишуваме писмо од сите деца од наша ТВ до Дедо Мраз. Така? Да. Еве, сега јас ќе пишувам, а вие следете ме со внимание. Драга ми се скрши моливот кој што сакавме да го пишуваме. Само што сакавме да пишуваме, тој ми се скрши, ама тој мисли дека ќе ме уплаши. Не. Еве одма специјалната оштрилка, одма како машинче го направи. Драг наш Дедо Мраз. Ние, децата од наша соба, ова изминатава година направивме многу добри дела и бевме совршени. Колку сме скромни. Никој не е совршен. Добра, да се разбереме. Бевме одличен пример за нашите другарчиња. Убаво му реков? Да. Научивме се за бонтонот, за здравите животни навики, и за се што е добро да прават децата.
молиме да им ги исполнеш сите желби на сите деца во светот. А ние, нашата телевизија, Од наша. како се викаше нашата телевизија? Наша теле. Наша ТВ. Од нашата телевизија ќе видиме пресрекни и задоволни со се што ќе одбереш за нас. И тоа од телевизија. И тоа Анџела и Матеја заедно со тетка Сунце од Звезди и приказни. Јас мислам дека со нашата скромност ние се сме го кажале на Дедо Мраз, така нели, бидејќи не треба само за нас да носи подароци, за сите деца во целиот свет треба да донесе подароци. И сега ова писмо ќе го скинам и ќе го спакувам во најубавиот коврт и веднаш ќе го испратам директно во Лапонија со брза пошта, да знаете, важи? Договорено? Сега се поздравуваме и со нетрпение чекаме. Ние чекаме и чекаме. Чао! Чао.